Верување дека град Скопје во рамките на своите надлежности е целосно подготвен да ги превземе сите неопходни мерки со цел да се спречи понатамошно ширење на вирусот COVID-19 или така наречениот коронавирус. Во таа насока веќе од пред една недела се превземени мерки на заштита на здравјето на нашите ученици и спречување на појавата на ширење на коронавирусот во училиштата. Имено градот кога се појави вирусот изврши набавка на антибактериски сапуни, а пред една недела кога дојде во Европа тие сапуни ги ставивме во употреба во училиштата. Во 23 средни училишта на град Скопје учат околу 21.600 ученици и заштитата на нивното здравје представува сериозна обврска и одговорност за нас како надлежна институција и директорите кои што раководат со тие училишта. Согласно задолженијата добиени од страна на владата на Република Северна Македонија, сите училишта своите планирани патувања и екскурзии во Република Италија ќе ги откажат или одложат по неопределено време. До крајот на оваа недела ќе биде одржан едукативен час за превенција од вирусот и согласно препораките на Светската здравствена организација и владата на Република Северна Македонија. Дополнително во оваа насока денес до директорите на средните училишта издадов следната наредба. Прво, раководните органи во училиштата внимателно да ги следат и целосно се придржуваат на препораките за превенција и справување со коронавирусот кои што ги даваат надлежните институции. Второ, училишните раководства веднаш да ги откажат и одложат патувањата и училишните екскурзии во другите земји каде што е регистрирано поголемо присуство на коронавирусот. За сите дополнителни патувања и екскурзии да прават дополнителни безбедности проценки. Трето, училишните раководства веднаш да отпочнат со организација и реализација на едукативни часови, работилници и дистрибуција на материјали за соодветно информирање, превенција и справување со коронавирусот. Во оваа насока укажуваме дека градот Скопје ќе обезбеди потребната логистичка поддршка и координација со релевантните здравствени институции во државата. Четврто, училишните раководства се задолжуваат да ги стават во примена средствата кои што ги обезбеди градот, да одржуваат највисоко ниво на хигиена, применувајќи ги сите санитарно-хигиенски средства и активности кои што им стојат на располагање. Во врска со оваа обврска, сакам да укажам уште еднаш дека градот веќе има обезбедено доволни количини за употреба на антибактериски сапуни од страна на училиштата. Во изминатиот период се шират разни гласини околу овој вирус. Апелирам да не се крева паника, апелирам на трезвено однесување од страна и на институциите и на граѓаните. Немаме простор за паника. Градот Скопје како основач и надлежна институција за секупни ресурси во училиштата непрекинато и одблизо ја следи состојбата и ќе ги превземе сите неопходни мерки за заштита на здравјето на сите членови на училишните заедници. Благодарам, поведете се прашање. Како другиот имате вчерашното нејавно? Ако има тематски прашања, би почитал, па потоа да влеземе во другите. Дали се предвидуваат некакви мерки за ЈСП со оглед на тоа што голем број граѓани се возат со јавен превоз? Во рамки на јавниот превоз можеме само да апелираме до граѓаните да се придржуваат до упатствата кои што ги издава Министерството за здравство на Република Северна Македонија, бидејќи на извесен начин мораме да разбереме дека секој од нас индивидуално одговара и за своето здравје, меѓутоа и за здравјето на другите луѓе. Ако добиеме некакви дополнителни насоки во кои што организираниот превоз во јавниот транспорт во Скопје ќе треба да преземе соодветни мерки, градот Скопје, јавното сообраќајно претпријатие веднаш ќе одговорат на таа обврска. Може во врска со вчерашното невреме, дали се проценете штетите и во кои реони, во кои делови се најголеми? Па имаме неколку оштетени кровови од стамбени згради. Најрадикален беше примерот на Партизанска во делот помеѓу мостот на Обединените нации и Сити мол, каде што веднаш интервениравме, некаде во 3 часот беше целосно расчистена Партизанска, подигнати остатоците од кровот. Колку што јас може да видам, имаме едно, за среќа само едно повредено лице, немаме поголема штета во смисла на здравјето на луѓето. Материјалната штета е нешто што, да речем, полесно ќе се надомести. Имаме околу 50 нападнати дрва на различни локации во нашиот град. Имаме неколку паднати фасади од првото Скопје 2014. Имаме
сериозно оштетен кров на хемиското училиште и малоделумно оштетување на гимназијата Кошања. Зошто вие не го сменивте кровот на средното хемиско училиште летова кога се вршеше реконструкција на фасадата на училиштето? Па, И дали денес има настава, дали е обезбедено училиштето? значи настава нема да има, учениците се пуштени денеска од часот, екипите на градот Скопје се на лице место, веќе таму противпожарна бригада, улици, патишта со кранови со цел да се отстрани таа кровна конструкција. Не извршивме санација на кровот, бидејќи истиот бил саниран само Министерството за образование и наука во 2009 година, кога министар беше господин Никола Тодоров, и проценката беше дека нема потреба да се изврши реконструкција на нешто што било направено многу брзо. Ние извршивме исклучиво реконструкција на фасадата, направивме енергетски ефикасна. Меѓутоа, за жал, како што денеска можете да видите, состојбата на кровот е таква каква што е и не е само на кровот, очигледно дека кога се вршеле во минатото градежните работи, не многу се внимавало на квалитетот, за разлика од таа санација на кровот извршена во 2009 година, фасадата која што ние ја направивме во текот на летниот период минатата година е во сериозно добра состојба, нема никакви оштетувања, за разлика од другите фасади во проектот Скопје 2014. Најавивте денеска дека ќе сериозно ќе се занимавате со проблемот за уривање на спомениците. Зошто токму сега ви текна да го решавате овој проблем после 2,5 години? Во последните неколку денови постојано го најавувате тоа. Па два се моменти врзани со проектот Скопје 2014, кој што, да речем, по последно време јас го ставам во жижата на јавноста. Првиот е кривично правен, вториот е политички. По кривично правна смисла со носењето на законот за јавно обвинителство, конечно во државата се обезбедија услови да се продолжи истрагата. Знаете вие дека имаше истрага и мислам дека дури заведен предмет за проектот Скопје 2014, од страна на сега веќе надлежното обвинителство за гонење на висока корупција и организиран криминал, нешто што беше стопирано, и знаете дека повеќе од 2 години имавме сериозна битка и во собранието да обезбедиме правдата конечно леде. Јас очекувам дека сега кога се правно создадени условите за прогон на сторителите на овој брутален чин во нашиот град, меѓутоа и со сериозни индици за криминален чин, конечно ќе продолжи правната разврска и решавање на проблемот на Скопје 2014, и од друга страна очекувам дека конечно некои дилеми кои што ги имаше за носење на политичка одлука како да се постапува со... Немаше политичка волја до сега да се реши проблемот? Па не целосно формирана политичка волја во текот на изминатиот период. Мислам дека баш е ова доказ дека и кај оние кои што немаа до крај желба, можност, свесност да формираат политичка волја за постапување со проектот Скопје 2014, дека конечно ќе се формира таква политичка волја. Моите очекувања се дека новата влада на Република Северна Македонија, која што после изборите во април ќе предводи Социјалдемократскиот сојуз, ќе се врати кон оригиналните и оригинерните начини на решавање на овој проект, тоа е да се послушаат советите од работното тело што беше формирано од страна на владата и оваа дивоградба, бруталното силување на Скопје конечно се санира на соодветен начин. Природата вчера на чуден начин ни покажа колку малку е потребно да се уништат материјални добра и да се загрози здравјето на луѓето со еден ветар од време трајање од 4-5 сати со брзина над 70 км на час. Гледате какви оштетувања имавме во нашиот град. Јас се надевам дека новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз ќе изнајде и материјални средства, например бродовите од коритото на Вардар да ги плати со цел да ги ако ни најде нека таква вода да немаме некакви такви последици.